Благодарам, почитувани медиуми, почитувани колеги, почитувана јавност. Добро е што сте направиле еден осврт на позитивните или според вас позитивните, би рекол, препораки, односно одличија на овој извештај, но јас би сакал да искоментирам затоа што дебатата за извештајот од Европската комисија трае прилично, би рекол, неколку недели, со тоа што може во текот на дискусиите да се потврдат, односно во времето помеѓу дискусиите да се потврдат одредени впечатоци. Прво, општиот впечаток дека ова е најслабо оценет, односно најслаб извештај од Европската комисија, можеби во последниве 13-14 години, и тоа е факт, но јас би се задржал на оцената на европскиот извештај во второто поглавје. Тоа е слобода за надвижење на работниците, во кое што нашата држава е оценета со 0. Што значи дека ние сме тука држава во која што нема никаков напредок. И за тоа да се потврди може да се види иди да се аргументира со случувањата во последните 2 недели, односно со штрајкот на работниците, конкретно ќе речеме со штрајкот на просветните работници, каде што владата брутално, директно и без никакви, би рекол, премиси во политичка култура се закануваше на просветните работници, на вработените во градинките, дека нема да земат плата за времето додека штрајкуваат и покрај тоа што тоа законите поинаку го дефинираат. Понатаму можеме да видиме како брутално се закануваше владата на работниците дека ако отидат на протестите организирани од ним неомилениот синдикат, односно од Конфедерацијата на синдикати, дека ќе бидат избркани од работа, и можевме да видиме како оваа влада се однесува со работниците кои што сакаат да си ги добијат своите права, и токму тука се потврдува оваа оценка 0 дека и како нормално во наводници заслужена. Ние не можеме да очекуваме дека ќе имаме добра оценка од Европската комисија во нивните извештаи, се додека ние вака продолжуваме да се однесуваме и во наредниот извештај, за кој што јас себе исклучиво кажувам мој личен став дека би сакал да е многу попозитивен од овој, дека би сакал оценката да е подобра од ова, но не можеме да имаме подобри извештаи од Европската комисија кога продолжуваме со истите навики, а некаде и ги влошуваме. Ова што се случува со обидот на задушување на штрајкот со просветните работници, со одредена медијација која што треба да трае 10 дена, па потоа председателот на СОНК на тој синдикат, ако му ја видите фацијалната експресија кога излегува од владата, човекот е смртно исплашен, вели не знам за колку ќе се покачи платата на просветните работници, ниту кои барања ќе бидат прифатени, но ако не се договориме за 10, ќе продолжуваме уште 10 дена. За жал, со таквите навики, со кои што ги имаме сега и продолжуваме да ги имаме, нема да имаме позитивни оценки во извештаите на Европската комисија. Благодарам.